Дуковска, Златко Николовски и Ицо Најдовски Перин, луѓе кои што се директно вклучени во подготовката, беа вклучени во подготовката на првиот голем семакедонски протест за уставобранителите, а сега на 29 мај, односно задутре, во сабота повторно ќе има еден низ таков, затоа што во крајна линија се уште не се остварени барањата искажани на првиот протест. Горан, со кого да почнеме? Па добро, мислам нека е јасно од сликата што ја гледат и нашите гледачи, дамата Ана Дуковска, наша македонка која што живее во Америка и која што стана позната за македонската јавност за тие што не следат најмногу пред 3 години, ако не се лажам, Ана, кога направи една фантастична ситуација во американскиот законодавен дом, во Сенатот, во Конгресот, кога успеа да издействува еден документ кој што многу значише за Македонија, тогаш беше тоа во пресред на референдумот. Еве да одиме директно со Ана. Ана, 3 години работиш на помош на Македонија, можам така да кажам слободно, на иницирање, на активирање на македонските ресурси оддалеку. Како вовед во разговоров конкретно за протестот, колку е тешко да се живее на, не знам, 5-6 хиljadi километри од Македонија, ти си од Охрид, некој да кажеме, и да се работи за Македонија во ситуација кога гледате дека овде се кршат работите, кога гледате дека многу работи не од како што треба. Еден од телопите, еден од коментарите што ќе одат во Кајро на Нова телевизија вели од македонци станавме северно македонци. Се многу работи набројав тука, да почнеме на почеток. Колку е тешко да се направи нешто за Македонија кога си далеко од неа? Морам прво со сета почит да би те замолила да ми дозволиш да те коригирам. Не работам на тоа последните 3 години, туку откако знам за себе си. Добро, го кажав тоа откако стана вака мега популарна на социјалните мрежи, по порталите од пред 3 години. Затоа велам, инаку се разбира дека цел живот работиш за Македонија. Така. Прво и основно емотивно е. Секој што живее надвор од Македонија, верувам дека ќе се согласи со мене дека ние тука сме присутни само физички. Секако мислите и срцата ни се во Македонија, без разлика на тоа што еве 15 години живеам надвор од дома, јас оставив за себе си фамилија и роднини, и пријатели, и драги луѓе, и спомени од детството и од се што носи во животот пред да дојдам тука. Со самото мое доаѓање тука, прво нешто што прашав е како се организирани македонците, каде можам да најдам македонци, само за на некој начин да можам да ја надополнам таа празнина која ја почувствував кога дојдов тука, секако многу далеко од дома, како што кажа и ти. Многу е тешко да се работи за нешто за кое од срце сакаш да можеш инстантно да постигнеш резултати, секако во насока на која ние тоа го посакуваме, особено затоа што исто како и во Македонија и меѓу нас иселениците постои поделеност, постои стигматизација, се извинувам, од македонскиот народ кој живее во Македонија кон нас. Се уште има луѓе поединци кои се водат од тие К15 скечови, еве овие се со тие $5 за знамето и така натака, да не. И куќето им се вика Гоце. Така. Така да сакав да кажам дека е тешко, е емотивно, но не се откажуваме. Нашите намери се секако прво прединствено да се обединиме ние тука, како иселеници на сите континенти, за заедно да можеме да действуваме и следствено тоа да го пренесеме и во Македонија. Секогаш, се извинувам, иселениците биле предвесник на тоа што следува во Македонија, па ајде да го почнеме и ние и тој бран за конечно да се обединиме и конечно да тргни државчето наше напред. Така. Додиме сега на другиот крај од светот, во Австралија. Ицо Најдовски Перин го познаваат многу луѓе, човек кој што исто така целиот живот го посветил на македонското прашање.
човек кој што има и своја емисија во Австралија, многу слушана радио емисија, место каде што може да се слушнат гласовите и на македонците во Австралија, но од цел свет и од Македонија. Добро вечер и за Ицо Најдовски Перин. Ицо, тебе ова не ти е нова ситуација. И на сите вас тројца практично не ви е нова ситуација. Знаете колку тешко оди таа борба овде во Македонија, уште потешко во диаспората. И тебе сакам да те прашам, после долги години, децении во таа борба, гледаш ли сатисфакција, гледаш ли задоволство од тоа што го правиш, или на крајот повторно ќе излезе некој муабет дека не е добро направено, дека можело подобро, дека Ицо нешто направил погрешно? Добра вечер, Горан, на вас и на нашите гледачи на телевизија Алфа. Навистина предизвик е да се биде гостин на оваа мощна гледана емисија Заспи ако можеш. Во моите изминати 35 години активност во Австралија можам да зборувам доста. Најнапред, јас кога дојдов, се соочивме ние со проблемите на Југословенската разузнавачка служба, Грчката разузнавачка служба, Бугарската, па и тука сакам да ја спомнам и австралиската, нормално, која е под силно влијание на грчкото лоби. Инаку, македонската заедница цврсто стои на своите нозе, уште од 1936 година, кога и се формираа нашите први здруженија во Перт, во Мелбурн, кога се спротивставија на бугарското лоби и бугарската политика, која сакаше да навлезе овде исто како што е тоа со МПО во Америка, меѓутоа овде начело со Ристо Алтин, Стојан Србинов, Мик Велјовски, тоа не им се дозволе и овде бугарската колонија, односно пропагандата не успеа во Австралија. Дали во Австралија имаме 4-5 илјади етнички бугари или помалку, мислам дека се толку, но борбата наша продолжи и понатаму, откако беше независноста прогласена. Ние масовно учествувавме во референдумот 1991 година на 8 септември. Овде во Австралија организиравме пунктови на секаде за гласање, но за жал и откако независноста се прогласена Република Македонија, ние се соочуваме со петтоколонаши. Сега имаме петтоколонаши, дали се тоа партиски, дали се тоа црковни, дали се тоа подметнати од некои други разузнавачки служби, сепак имаме препреки, но мислам многу јасно ќе кажам дека македонската заедница во Австралија, особено во Мелбурн, е добро организирана и покрај фактот што дел од медиумите во Република Македонија, од оние мас медиуми, телевизии и така натаму, поставуваат прашање дека сме имале 150 организации. Да, имаме 150 организации, меѓутоа кога станува збор за националното прашање, нас не има по 40-50 илјади во Мелбурн, во Сиднеј, Перт, Аделаид и така натаму. Да. И третиот од оваа екипа вечерва што е гости Заспи ако можеш, малку помалку познат во јавноста, повеќе познат меѓу луѓето кои што се занимаваат со македонско национално прашање во диаспората. Златко Николовски од Лозана вечерва се јавува, од Швајцарија, човек од помладата генерација, новата генерација, да речеме диаспора македонска, но човек кој што извонредно многу вложува во помош кон Македонија. Златко, добро вечер и за тебе и на почетокот тебе можеби како најмалку познат во јавноста, кратко за тоа што го работиш ти таму за Македонија и тоа што го работат македонците во Швајцарија. На сите вас, добро вечер на сите гледачи на оваа ценета телевизија. Благодарам на поканата. Да се представам, јас сум Златко Николовски од Велешко, живеам сега во Швајцарија, 12 години, иначе 23 години живеам во Париз. И сум само еден дел од екипата, од тимот кој што действува во Европа за македонските работи. Она што може да кажам дека се почесто и почесто ние се гледаме во диаспората, учествуваме на повеќе активности, каде што ја представуваме Македонија во она најдобра слика колку што можеме да ја представиме. Јас мислам дека
толку е за моите активности, затоа што Да, ќе зборуваме. сметам дека другите треба да зборуваат за мене, а не јас, така Така, нели? ќе зборуваме повеќе во текот на емисијата. Ние сега ќе по ова воведно излагање ќе одиме на кратка пауза за реклами, за решиме некои мали технички проблеми во студиото, но се враќаме многу скоро и подгответе се, ќе зборуваме за повеќе теми поврзани со протестот што е закажан за утре. Така, ајде кратка пауза за реклама. Да, се враќаме во студиото на Заспи ако можеш. Вечер разговараме со дел од активистите и членовите на иницијативата поврзана со протестот за уставобранителите на 29 април. Тоа се Ана Дуковска, Ицо 29 април, 29 маја, 27 април. мај за 27 април, да. Ана Дуковска, Ицо Најдовски и Перин и Златко Николовски. Да, имаме одредени мали технички проблеми поради кои што господинот Златко Николовски се уште не можеме да го добиеме го изгубивме и не може да го добиеме на Zoom. Ана Дуковска и Ицо Најдовски и Перин се мислам со нас. Режија, да, еве ги. Ајде, се надеваме дека и господинот Николовски ќе се вклучи. Ана, оние луѓе кои што лежат неколку стотици затвор во македонските зандани, на некој начин стана совест на целата македонска нација. Се согласувате со? Апсолутно. Уште од самиот 27 април, ние кои живееме надвор апелираме на спроведување на правдата, затоа што не се согласуваме со називот кој ова инсталирана власт го наметнува за нив и перцепцијата која ја градат како луѓето дека се терористи, а не се, тие се само уставобранители. Има многу работи со кои не се согласувам врз основа на перцепцијата, не само јас, туку и сите ние 11 организатори, иницијатори на протестов. Ако ми дозволите, би сакала да ги спомнам на кратко. Иницијатор на иницијативата за протестите е Боби Темелков од Канада, а останатите покрај нас тројца се Сузана Поповска Абанет од Финска, Симо Поповски од Лондон, Драган Стоилковски од Швајцарија, Ило Јанев од Данска, Миле Николовски Германија, Смиле Петровски Франција и Аника Стојковска исто од Австралија. Да, нема да кажуваме вечерва имиња на организации, заради тоа што не се работи овде за организации и за добивање поени кредити, се работи за обид да се обединат сите македонци во светот и тие во Македонија околу една тема која што објективно ја дели Македонија. Апсолутно. Затоа и така одлучивме да настапиме како индивидуалци кои ќе настапуваат под името македонците од светот, само за да го прикажеме тоа што сакаме да го постигнеме обединување од македонците од иселеништвото со апел према македонците кои живеат во татковината во Македонија. Уште една паралела би спомнала, самата перцепција која се изгради околу случајот за 27 април и околу така наречените терористи кои се уставобранители за нас и ќе продолжат да бидат уставобранители, е начинот на кој власта и медиумите кои се приврзаници на власта ја креираат таа фама околу нив од еден настан од кој немаше последици по живот на никого. Крена толку голема фама, а сега имаме скоро 5000 мртви од короната, никој не ни зборува за тоа. Или самата споредба со 27 април е нарекуван крвав четврток, а исходот од војната во 2001 Така. Ајде вака. Добра е паралелата. Господин Перин, се наоѓаме во една специфична ситуација, би рекол, го начна тоа како тема господјата Дуковска, дека нашата диаспора, која што е голема, несомнено во стотици илјади луѓе, можеби и над милиони, јас не знам точно колку, редовно е доживувана од овде во Македонија како еден вид на лошиот дел од македонската нација во смисол на незаинтересирани лажни патриоти. Вие првпат сега покажувате, не е првпат, меѓутоа првпат јасно се гледа дека диаспората е подготвена, способна, организирана да влијае на работите во својата татковина, во Македонија. Што е за мене, например, како позитивен исчекор во секој случај.
Драган, само да спомнам за тие таквите личности, за оние кои не знаат за македонската диаспора од Австралија, Америка и Канада. Уште во 1946 и 7 година се собраа пари и со тие пари се изграде државната болница во Скопје. Таа болница требаше да биде изградена во Битола во текот на војната, така наречената граѓанска војна во Грција. Ранетите партизани македонци требаше да се лечат во Битола, да се враќаат назад. Понатаму дека диаспората и селеништвото била секогаш предвесник е исто така и Институтот за македонски јазик Крсте Петков Мисирков, изграден со финансиски средства на иселениците. Така да македонците се многу тесно и многу емотивно поврзани со својата татковина, како што рече и Ана, ние дејни и ноќе не спиеме, ги следиме настаните, иако сме деградирани со многу погредни зборови, како копуци, како неписмени, како заостанати, а забораваат да размислат дека ние живееме во западниот свет, во модерните држави, во Франција, Австралија, Америка, Канада, каде што еве вие, односно ние мачиме и покрај тоа што се продадоа сите македонски национални интереси, името, промена на уставот, продажување на античката историја на македонскиот народ, средновековната историја на македонскиот народ, двојазичност во Република Македонија, и се уште вие не можете да се приближите. И уште Зоран Заев најавува дека ќе продавал. И дури идентитетот е ставен на маса, кој навистина за мене веќе е разнишен, дебело е разнишен македонскиот идентитет, затоа што еве и ако го проследиме она што го објави Џајсон Мико, на секаде скоро во светот сега нас не условуваат со северно македонци, а не со македонци. Да, тоа е една од темите за која што сакаме да поразговараме, но предходно Николовски збореше предходно Перин за Австралија, Канада, Америка, Швајцарија, Европа, исто така многу активни македонци, македонски активисти, македонски организации, здруженија. И јас го делам тој впечаток дека за прв пат по подолго време македонската јавност успеа да се наметне наративот дека македонската диаспора може да направи нешто што е многу значајно не само за македонците во некаква символична смисла, туку и конкретен чекор за обединување, заради тоа што знаеме дека уставобранителите практично последниве 4 години ја делат Македонија на половина, особено македонскиот етнички простор, да речам, нели, за половина се, или за еден дел од граѓаните се терористи, за другиот дел од граѓаните се уставобранители. Колку и вие во Швајцарија, но и во Европа сте задоволни од ваквиот развој на настаните и колку сакате да влијаете на македонските собитија овде во државата? Оно што може да го кажам дека ние не се согласуваме со ова тортура која што се врши низ на нашите браќа уставобранители. Нормално се спротивставуваме. Еве гледате дека со нашево обединување на цел свет покажуваме и даваме значајна слика како е македонската диаспора, како можеме ние, иако живееме во различни културни држави со различни поими, дека пак има сила која што може да не соедини. И ние еве ова го докажуваме дека постои можност македонскиот народ да се соедини и да тргне еднаш напред, но пред се треба, ако тие тежнеат да влезат во таа Европска Унија, сепак ние сме во таа Европска Унија, ние знаеме како е овдека, значи не може да се влезе во таа Европска Унија ако не се променат некои работи, а една од нив е и ова што се случува со нашите браќа, што се затворени, абсурд, значи нешто што не се случува никаде на друго место. Да. Сакам едно прашање за сите тројца да ви поставам. Видовме дека по протестот претседателот Пендаровски даде една изјава, подосна се обиде некако да се излече од неа, меѓутоа го остави тој впечаток и порака практично дека и тој не смета дека луѓето што се сега во македонските зандани се терористи, дека
не треба да лежат толку драконски казни да ослужуваат. Претходно имаше една изјава од лидерот на ДУИ Али Ахмети дека исто така тие луѓе не се терористи. Практично сега остана само Зоран Заев и дел од СДСМ да тврди дека се работи за терористи и дека тие луѓе треба да ги отслужат своите казни до 18-19 години некој од нив. Ме интересира сите вас тројца, ве прашувам прво Ана, дали мислите дека и првиот протест и овој вториот што ќе се случи задутре ќе успеат да ги натераат македонските политички фактори да се договорат да, како што реков претходно, оваа причина, овој фактор за поделби во македонското национално ткиво пред се, но и во македонската држава да биде елиминиран. Дали мислите дека ќе направите доволно силен притисок, не само вие, да се разбереме, овде во Скопје протестот ќе учествуваат огромен број на луѓе пред од Македонија и голем дел од луѓето и овде се заслужни за тоа што се случи некакво поместување во однос на уставобранителите. Апсолутно, Горан. Самиот период од денот кога се одржа првиот протест па се до денес е доволен доказ дека работите почна да се размрдуваат низ Македонија. Не само Пендаровски и Али Ахмет, имаше и други политичари кои што се вика до вчера не ги спомнуваа уставобранителите, а сега бидејќи е жешка тема сите зборуваат на таа тема и од ненаде се менува и нивниот став за да ги условуваат како уставобранители или барем да не ги условуваат како терористи, како што досега сите ги нели така се и товарат. Ние не бараме да бидат ослободени со амнестија, ние бараме да се задоволи правдата, како што спомна и Ицо и Златко, ние живееме во демократски земји и еден од условите за влез во Европска унија која толку се зборува и толку се посакува во Македонија е предуслов да се почитува правото и правдата. Затоа и бараме. Имаме нови докази, имаме нови сведоци, не смее да се дозволи врз основа на еден сведок или во наводници би рекла заштитено лице, наместо на физички докази да се сведе едно дело кое апсолутно е апсурдно и казните се драконски. Да, и при тоа 4 пати променети изјавите и сказите на заштитениот сведок. Ицо, како се чувствуваш после 35 години кога успеа индиректно преку групацијата, да речам иницијаторите, да влијаеш на македонската политика, да се согласи најголем дел од нив за една ваква прилично контраверзна ситуација? Горан, кога ќе го земеме во предвид фактот дека тие се политички затвореници, дека тие луѓе се фамилиарни луѓе, дека имаат фамилии, деца, сопруги и така натаму, и со една политичка одлука на судот во Република Македонија од прекршоци тие покренаат казната на терористи. Тоа беше намерно направено, тоа го следат и другите светски институции во светот, па и политичарите кои се борат за човекови права без разлика која држава се работи за која држава. Во случајот станува збор за Македонија, каде што премиерот и неговата клапа драстично ги кршат демократските принципи и од она што се вика демократија нема ни Д во Република Македонија. Навистина, ние се вложуваме себе си, заедно со сите наши македонци од овде од Австралија и сакаме да ги видиме тие наши македонци да бидат уште еднаш разгледани нивните случаеви, нека им се суди на некои прекршочни постапки, оние кои учествуваа во тепањето на зијадин села или некои други така натаму, некои од новинарите. Меѓутоа, како што спомна и Јана, овај тероризам не може да се споредува со тероризмот во 2001 година. Каде се нашите македонци од непроштено? Каде се казните за Бриони во хотелот? Каде се и за мавровските работници казните? Мислам, кога ќе направиме на таква споредба, навистина овие наши политичари и нашите суди и судството во Република Македонија треба
земат во предвид фактот дека политичките затвореници, ако не добијат шанса сега после овој силен притисок, не е овој притисок само во Македонија, овој притисок ќе се расшири како кога ќе фрлиш камче во водата и брановите ќе се расшират во кругови насекаде, низ сите институции во светот и ќе вршат притисок. И Македонија и оваа влада, додека постои на Зоран Заев со вакви политички одлуки, не ќе може да 1 милиметар да оди напред, а не да се вклучи во Европската Унија. Тоа нема да биде возможно додека не се постигнат овие, додека не се исправат овие неправди спрема политичките затвореници. Да го затвориме само овој круг со Николовски. Николовски, како да после долго време власта, односно различните политички фактори во државата го слушнаа гласот на народот и на диаспората, но и овде во Македонија. Можем да речем дека они го слушнаа затоа што доволно бевме упорни и доволно добивме поддршка од македонскиот народ. Затоа што на македонскиот народ му е преку глава од овие неправдини. Не можете вие да ветувате нешто, пример, 500 евра плата, а да немате. Не можете вие да ги затворите луѓето и да ги чувате нивните досија у фиока толку години, 4 години. Ако веќе било режим пред нив да дојдат, па они до сега требаше да покажат нешто многу поквалитетно, за да може да ги придобијат луѓето и тие гласачи што не гласале за нив. А во спротивно е ситуацијава. Значи имаме револт на луѓе, се повеќе и повеќе гледаме како луѓето се разочарани. Разочарани, ова е агонија више. Затоа што не личи на ништо да бидат затворени луѓево, а да не им се пресуди за она што го сториле. Ова е намерно. Значи, како што кажа господин Ицо Најдовски, ова е политички случај. И ние, ако сакаме да видиме Македонија на она ниво каде што претендира да биде, ние мора овие работи да ги надминеме. Така. Ана Дуговска, недвојбено е чувството дека вие како диаспора не се согласувате со политиките на актуелната власт, веројатно не само за ова прашање, конкретно за уставобранителите, туку и воопшто, меѓутоа и покрај се инсистирате на овој се македонски протести, минатиот и сега, да нема политички етикети, да нема политички, не знам, знамења, транспаренти и така натаму, инсистирате дека исклучително народен. Значи, опозицијата овде во Македонија дава поддршка, колку што знам. Да, и на првиот и на вториот. Да, меѓутоа, вие инсистирате да биде народен, а не да го ставите во некој калап. Апсолутно, јас сметам дека Македонија и народот во Македонија е поделен на премногу слоеви, почнувајќи од општите религија, етничка припадност, па додадете на тоа и партиска припадност. Македонија е мала земја, има мала популација, сите некаде припаѓаме. Но нашата иницијатива беше секако дека секој кој ќе излезе таму е македонец. Сите сме уставобранители. Сите кои имаат македонски пасош и македонско државјанство имаат права, но и обврски да се борат за доброто на Македонија. Значи не зборувам за дали му се обраќам на македонец или албанец по етничка припадност или турчин или влах или ром. Кој да е, сите сме македонци, затоа што живееме во Република Македонија, затоа што имаме македонски пасоши и имаме обврска да го браниме уставот на Република Македонија, кој упорно оваа власт секојдневно, можам да кажам слободно, го крши. И затоа и нашиот апел беше ние ќе го иницираме обединувањето, ние ќе тераме агендата на само македонец. Тој кој се чувствува македонец, пород и по државјанство, може да се обедини и конечно да покаже една сплотеност кон нешто. Се што се случува во Македонија започна од тој 27 април и затоа почнуваме од тука. И затоа и нашите слогани се правда за уставобранителите и слобода за Македонија, затоа што сметаме дека штом се задоволи правдата за уставобранителите и Македонија ќе биде ослободена.
Го направивме апелот до сите политички партии, до сите невладини институции, до сите македонци кои живеат во Република Македонија да излезат надвор како македонци, пак ќе кажам, никој нема ексклузивитет врз македонецот, сите сме македонци и замоливме како и за минатиот пат, така и сега, ако ми дозволите, се надевам дека сите ќе ги понесат само македонските знамиња со нив и ќе ги остават своите партиски знамиња или било какви други ознаки на припадност некаде дома. Така. Перин, зошто може би ова само впечаток, меѓутоа еве да го поразговараме, имаме чувство дека во овој случај диаспората ја обединува матичната држава, а не обратно. Дали би требало вие да бидете, ме разбирате? Историски Драган секогаш била емиграцијата предвесник и предводник кон обединувањето на македонскиот народ, уште за време на Турската империја, па и пред тоа. Тоа продолжува и до ден денес, особено националната припадност. Ние, еве ќе кажам пример, во Австралија помеѓу 325 сметам дека се етнички заедници, етнички групи овде во Австралија, меѓутоа една нација, австралиска нација, тоа дека во Република Македонија имаме граѓанство. Сега, ние се браниме од асимилација, од претопување и така натаму и сакаме самата нашата папочна врска е Македонија, татковината. Ние не можеме да се откажеме од татковината, како што велат некои и како што сакаат да кажат, не се вратил 10 години, 20, па тој сега ќе ми соли мене памет. Кој му дава право да зборува од таму, од далечна Австралија, од Америка, да? Да. Меѓутоа, видете, биолошка мајка Македонија и на мене, како и на вас, и вие кои живеете таму. Па јас сакам да се обезбедат услови да се вратам назад во Република Македонија. Па не само во Република Македонија, ние овде во Мелбурн живееме половина. Македонци од Егејска Македонија, од Костур, Лерин, Боден, Солун, Драма, Кавала, секојдневно се дружиме со нив. Ние сакаме да се вратиме како и другите и ние сакаме да бидеме во своето огниште кое го напуштивме. Таа носталгија, таа папочна врска никогаш нема да се прекини, и без разлика колку ќе има помеѓу нас петтоколонаши, колку ќе има разузнувачи, дали се тоа преку црква, дали се тоа преку здруженија, дали е тоа преку амбасада или конзулати и така натаму, ќе се појават некои од нашите овде да ја прават таа спојка со нив, меѓутоа не можат тоа да успеат, не можат да успеат никако, затоа што мнозинството на македонскиот народ, без разлика од каде си ја сака татковината македонскиот народ, јазик, историја и својот идентитет. Ние сме горди тука во Австралија како македонци. Може ли, Ицо, да ми дозволиш една шега? Со Преспанскиот договор, македонци, какви што ние ги знаеме, какви што сме, се луѓето што живеат само до граничниот премин Меджитлија и Богородица кај Евгелија. Се јужно од таму, според Преспанскиот договор што го прифатија Никола Димитров, Зоран Заев и владата на СДСМ и ДУИ, сите останати се елини. Сега ме интересира вака малку на шега, меѓутоа мислам дека оваа иронија е здрава, овој цинизам е здрав или сарказам можеби. Како комуницирате тамо? Се шегувате ли со луѓето што се дојдени во Австралија од Леринско, од Кукушко, од не знам другите делови на Егејска Македонија? Па јас, Горан, сум имал 5-6 интервјуа во последните 2-3 месеци со активисти од Егејска Македонија, а и овдешни активисти наши. Често пати јас така се шегувам дали ме разбираат мене, бидејќи јас сум од Оптичари тука од оваа страна на границата на 5-6 километри и тие од Негочани, од другата страна ли од Крапешина и така натаму. Пред неколку денови имав интервју со Ристо Сидорополус и него го прашав дали се разбираме и на кој јазик зборуваме. Видете, македонците од егејскиот дел на Македонија се на правото место, вистински, секогаш го бранат својот идентитет, не само од сегашната оваа влада која прави секакви напори да не уништи и да не претвори во граѓани, а не во нација македонска, не македонски народ. Името ни го смена, кое што да знаете дека ќе следуваат последици во Австралија, Канада и Америка и во другите европски држави со сето ова.
македонците од егејскиот дел на Македонија, мнозинството се со нас и ние не се делиме на македонци како тоа што е во Македонија егејските згради или егејците. Овде ки тоа го нема. Не постои тоа. Така. Николовски, протестот ќе биде. Вториот протест ќе биде на 29 и веруваме дека ќе биде масовен како што беше претходниот, веруваме дека ќе биде и можеби и помасовен. Но што потоа? Има ли диаспората веќе подготвени планови? Може би е прашање за сите, меѓу тебе Николовски мој редот. Што понатаму? Имате ли веќе идеи? Не мислам само тука во моментот за самата приказна со уставобранителите, туку зборувам воопшто како понатаму вие ќе се управувате во однос на прашањата во Македонија кои што и тоа како ве допираат? Македонската диаспора секогаш има идеи и македонската диаспора секогаш действувала во историјата, во минатото, денеска и во иднина. Ние, како што кажа моите сонародници, ние никогаш нема да се откажеме од Македонија и никогаш нема да го оставиме македонското прашање затворено, затоа што македонското прашање е прашање на сите нас. Таа е наша одговорност и ние мора тоа да го држиме колку што е можно да не биде затворено, иако се обидуваат да го затворат. Значи, во Македонија, ако имаат избришано многу работи, украдено многу работи, историски факти, ние гледаме овдека во Европа дека постојат такви документи кои што сведочат за македонството. Ние имаме континуитет. Значи, пред турско робство, после измеѓу илинденците и асномците имаме ние докази дека македонскиот народ се организирал надвор од Македонија и делувал за да може да се успее да се направи држава за она какво што имавме пред ова да се случи сега. Да. Затоа македонската диаспора никогаш нема да се откаже од Македонија и од македонците. Колку толку ние ја репрезентираме Македонија надвор од Македонија надвор од нашите граници. Дали ќе биде на културен план, дали ќе биде на економски план, дали со лоби групации, ние сме присутни. Зошто? Затоа што ние живееме тука, но нашиот дух е оној македонски. Не може тоа никој да не го земе. Така. Ниту пак Македонија ќе се откаже од диаспората. И да кажеме, тука е еден многу битен економски момент, дека не знам точно сега како се движат тие приливи од диаспората, се работи за огромен дел од македонското... Милиарда и 400. Значи, морам да кажам... Во евра, ми се чини дека тоа се во евра, во долари се многу повеќе, во австралиски уште повеќе се. Да. Сигнификативно може да кажеме дека од инсталацијата на оваа власт 25% од преливот е намален. Значи, и она што го прави македонската диаспора, кој што ги праќаме ние нашите пари, дали ќе помогнеме на нашите семејства, дали ќе споразни активности влеваат пари од диаспората, ова е само видливиот дел од потенцијалот на диаспората. Јас можам да кажам и да тврдам дека диаспората не е доволно искористена во интерес на Македонија. Затоа што ако ние стварно застанеме и да ни се даде можност, ние да може да инвестираме, да лобираме, да се вратиме назад, тоа ќе биде нешто сосема друго. Зошто? Затоа што другите диаспори во цел свет како функционираат? Зошто нашата диаспора е секогаш спречувана? Иако врвни луѓе испаднале толку познати баш од диаспората. Хајде да почнеме, например, од еден факт, например, од економски план, например, гемиџиите, од каде дошле средствата? Од Лозана. Така. Добро, тој синдром на самоуништување кај македонецот е познат за жал. Може би навистина е крајно дојдено време сето тоа да се промени. Одамна е дојдено тоа време и се менуваат работите. Не би рекол дека е синдром. Не би рекол дека е синдром, тоа е така кажано. Не е синдром, но скратени се нозите на диаспората од секое време. Значи ние не можеме да дојдеме до пристап се додека не влеземе ние во институциите, да се даде можност, ако сакаме да имаме релација, значи иселеници и
Татковина, да. секојдневни Ако може уште еден збор да Повелете, кажам. само ќе мора да бидеме кратки бидејќи наскоро истекува тајмингот на нова видите, вклучување. Станува збор за германската колонија овде во Австралија, француската исто така, па италијанската, и оние што се од најстарите имаат силни врски со своите матични држави наспроти македонската држава. Тоа ние мораме да го постигнеме во иднина, се надеваме со паѓање на оваа недемократска власт, антимакедонска, антиуставна, насилно донесена во Македонија, инсталирана во Македонија да уништува се што е македонско, дека ќе продолжиме со нашето влијание во Република Македонија, па исто така и во соседните држави, бидејќи ние имаме македонци тука од сите делови, ќе зајакниме нашата врска со нив и дека нашата иднина ќе биде посветла, подобра со диаспората, а во споредба, како примери ќе ги земиме, како што реков, германската, италијанската, француската, па и за Израел да не правиме муа. Ицо ги спомена соседите и јас на крајот на оваа емисија не разговараме претходно на темата, но ќе си дозволам да се обидам да погодам што можеби е следната тема на која што вие како иницијативен одбор и сите луѓе што ви помагаат за протестот задутре, значи за 29 мај, протестот за 27 април, дека ова прашање ќе биде решено со помош ваша, се разбира, на сите луѓе овде што учествуваат на протестот, на политичките фактори, на Врховниот суд, да не заборавиме, кој што ќе треба да донесе некакви решенија таму да се повтори постапката. Но дали можам да погодам дека следна тема на која што вие и сите заедно со останатите ќе работите е да се спречи продажбата на македонскиот национален идентитет помеѓу Зоран Заев и соодветниот партнер во Бугарија, дали ќе биде тоа Радев, дали ќе биде Борисов, дали ќе биде актуелниот технички премиер во Бугарија. Прашање за сите тројца многу кратко само Кратко, ве молам. Ана, со вас почнавме и вас ви даме збор за крај. Нема проблем. Тоа ќе биде само еден од следните наредни чекори. Кажавме уште во почетокот дека ние работиме на различни теми, на различни проекти и секако дека тоа ќе биде еден дел од нашите идни акции кои ќе ги превземаме во однос на националната кауза. Исто како што се спротивставивме на промената на името, така ќе се спротивставиме и сега. И извинете, ама ќе ве молам да ми дозволите за крај да упатам еден апел до сите македонци кои се чувствуваат македонци, кои сочувствуваат со неправдите кои им се нанесени на нашите браќа уставобранители. Се надевам дека во што е можно помасовен број сплотени како никогаш до сега со македонското знаменце во рака ќе бидат повторно надвор на 29 мај и посебен поздрав до нашите браќа и моите другари Јане, Игор, Вили и останатите во затворот во Штип. Издржете, браќа, правиме се што можеме за да донесеме правдата во ваши раце. На крајот уште две пораки од Ицо и од Швајцарија. Повелете на крајот по една минута, ако може да направиме. Јас гарантирам дека ќе се спротивставиме на налудничавите одлуки на Зоран Заев, и дека тоа ќе го спречиме со тоа што се гордеам на македонците од Пиринска Македонија како најиздржливи и што даваат голема подкрепа дека македонците не се од 1944 година, туку дека нашите корени се далеку до Александар Македонски. Зоран Заев е менлик и ќе го смениме. Така. Николовски? Исто јас сакам да пратам еден апел до секој еден македонец кој се чувствува Македонија како своја собствена држава, да се активира, да дојде, да го каже своето мислење со неговата присутност и се надевам дека ќе имаме доволно луѓе за да можат овие горе да размислат што направија и што прават и кој зло го нанесуваат на Македонија. Така. Ви благодарам. Значи вечерва со нас преку апликацијата Zoom беа Ана Дуковска од Соединетите Американски држави, Златко Николовски од Швајцарија и Ицо Најдовски Перин од далечната Австралија, активисти и членови на иницијативата за протестот на 27 април. Се разбира,
Прекратко е времето за да ги опфатиме сите теми. Доброто е во тоа што ние можеме и повторно да ве побараме и повторно да разговараме со вас. Ви благодариме многу за сега. Горан, мислам дека Благодарност не само за вас, за сите останати кои што учествуваа на протестот, кои што поддржаа на различни начини. Не се работи само за овие 11 луѓе, многу повеќе луѓе се дел од иницијативата, нели, луѓе кои што помогнале на различни начини и ние им благодариме и на сите што ќе дојдат во сабота, нели, на Скопје. протестот се разбира е отворен за сите. Како и да е, ние овдека завршуваме емисијата. Беше тоа Заспи ако можеш, вечерва последна за оваа недела. Гледајте утре во 15 часот во репризното издание, а нова средба во живо ви закажувам со мене и со Горан во понеделник во 22:30. Пријатна вечер.